Годинава на големиот верски православен христијански празник Водици во Скопје за скокање по осветениот крст кој што беше положен во водите на реката Вардар беа пријавени вкупно 160 момчиња и едно девојче. Но најмногу среќа, храброста и Божи благослов имаше младиот Дарко Митровиќ, кој што има само 24 години и кој што оваа година успеа да го фати крстот. А пред публиката на телевизија Алфа ексклузивно ја раскажува приказната за сите тие измешани чувства што ги имаше во тој момент за подготовките за фрлањето по осветениот крст и се разбира за како го доживеа сето тоа. Дарко, здраво. Кажи ми дали студираш, дали работиш со оглед на тоа дека имаш само 24 години, а јас искрено мислев дека си повозрасен кога те видов прв пат во реката Вардар со крст. Да. Вака, имам упишан на факултет медицина, но ева веќе на пауза е 6 години. Работам, компјутерници имам кај Стар кафе. Со тоа се занимавам, со брат ми работиме со штеден. Така, моментално само работам и ќе видиме понатака. Немам план да студирам, да. Еве, ти имаше среќа и Божи благослов од сите тие пријавени верници кои што годинава скокаа по крстот, да го фатиш крстот и да заврши во твоите раце, но како што разбрав, ова не е твое прво скокање по крстот. Да, ова е мое трето скокање, но прв пат скокам во Скопје. Првиот пат риба во Струга, вториот пат скокав во Охрид и еве третиот пат сега во Скопје, како и што го фатив крстот. Така, сакам да кажам дека втората година кога скокав во Охрид, бев со пријатели и од Охрид и од Скопје, се собравме голема екипа ете да се скокаме за здравје и сега да се потрудиме и крстот да го фатиме. Претходно се собравме сите и ја им кажав на сите на маса, ја викам дечки, викам ја дојдов се од Скопје, ќе ви го фатам крстот во Охрид. И се смеа сите тука, нели. Забава интересно ни на сите. Викам, еве ако не го фатам ја ќе видам до тој што го фаќа. Така испадна. Ама како што го кажам тоа, викам наредна година, викам јас ќе дојдам во Скопје, ако треба и сам ќе идам. Јас го фаќам крстот на мој терен. Тој ми го кажав на сите уште претходната година. И еве дурне дојде овој ден, кажав на сите. Сите што ме познаваат, сите пријатели, на сите им кажав дека оваа година јас го фаќам крстот. Крстот е мој. Тоа значи дека постоело голема верба кај тебе дека токму ќе имаш ти можност да го фатиш крстот, што се покажа и дека на вистина се оствари оваа година. Дарко, да се влезе во студените води на реката Вардар или ете на Охридското езеро или Дрим во Струга каде и да се скока, потребна е психичка, физичка подготвеност, но пред се и цврста верба и волја. Годинава непосредно пред осветувањето на водите и положувањето на крстот беше одржана божествена литургија во црквата Рожденство на Пресвета Богородица, на која чино начелствуваше архиепископот Охридско-македонски господин Стефан, пошто се направи литија и дури потоа беше самиот чин на положување на крстот во води, а сите вие што се пријавивте, цело време бевте тука. Значи бевте дел и на литургијата и стоевте цело време додека течеше сето тоа на брегот на реката Вардар. Малку да ми кажеш за тоа чувство, дали ви беше ладно, за тие подготовки, за тоа рано станување наутро, како или можеби уште од вечерта како се подготвуваше? Така. Значи вака, подготовки, јас сум цел живот во тренинг, вежбам. Да се разбереме, не сум професионален пливач, немам тренирано пливање. Може да месец-два, знам да пливам, брз сум, теретана, боречки вештини и така натака. Јас сум во кондиција, спортист сум и подготовки вака. Ја неколку вечери поред немав спиено убаво. Лоши навики легнувам малку покасно. Ден пред да виде рипањето во крстот. Останавме до кај 4 со пријателите се дружевме. Повеќето од пријателите отидоа во Охрид да скокаат пак. Ја им кажав дечки, јас викам идам во Скопје, само ако треба јас го фаќам крстот, мојот крстот. И се разделуваме све, беше малку покасно, им кажам дечки, викам кој ќе стане утре, нека дое слободно да гледа како го фаќам крстот. Да, ладно беше многу, -2 беше. Вардар беше многу најден, многу беше брз, ладен. Многу имаше пријавени, мислам дека највише оваа година имало пријавени, највише публика, тоа ме радува многу. Ладно беше, да, на почеток, како што стигнав, како што дојдоа поповите, јас се соблегов гол. Осетив некоја возбуда, јас знаев дека го фаќам крстот. И
многу возбуда ми дојде наеднаш, се превозбудив, многу ми беше топло. Како што пеат, се местиме нели позиции, фаќаме. Попот го фрла крстот, рипаме сите, ја рипам на глава директно без да размислувам, глава доле во вода, пливам, ја дигам глава, све тоа што го зборам цела година, крстот пред мене, јас го гледам, мене не ми се верува. Тука е, наеднаш губам кондиција од возбуда, се превозбудив адреналин, измешани чувства како што кажуваш ти. Јас губам кондиција. Викам Дарко издржи, викам ќе го фатиме, тука е пред нас. Ја го пливам најбрзо што можам. Пуштам рака, дечко да ме стигна, нели? Го фатив. Така сака Господ. Кај мене се дојде сам крстот. Како што гледате, кај мене во рака доаѓа. Ја го дигам, не ми се верува уште тука. Скокаат луѓе, рипаат на мене, го бацуваат сите. Наеднаш го гледам, го бацувам и доаѓаат сите емоции излагаат од мене. Значи еве у тој момент не се опишува тоа чувство. Преубаво чувство. И нели река, Дори не ни излезе одма од вода. Другите излегоа, ти стоеше со уште неколку мина околу тебе, уште 10 минути од како го фати. Да. Па ете доаѓа да го бацат. Како што поминува сите, нели некој искочи од десната страна, дојде и брод, не турна кај жињата, прво дојаше се скина. Ја чекав да го бацат сите крстот, тие што сакаат, нели? Отидовме кај другото јаже, дојде еден брод, собра голема група, са свака им части на дечките, останавме само 4 луѓе на крај. На последното јаже се буткавме многу, не беше баш пријатно чувството, но и да издржавме, Господ не чуваше. Првиот човек што се протна, малце не расхомоти, ја бев нели со крстот горе во рака, не можев многу да се протнам, имаше јажења доста, Вардар буткаше, беше многу силен. Пробав еднашка, не успеав, пробав од озола да искочам. Побарав помош, но ете екипите беа зафатени со многу, имаше многу пријавени и не можа да постигне толку многу. Почекав некое време, видов дека мора сам да искочам. Гњурнав од најдоле, се протнав, искочив скрос и више тука ме пресече, готово крај, нема више сила да дишам. Пошто еде многу време се задржам во ладната вода, јас лично не осеќав ладно, ја бев многу возбуден. Но еде се опуштив скрос, се пресеков, немав кондиција, се пуштив само, ме спасија дечките, ме извадија надвор. Некако ме извадија, фала им многу. Остана неколку луѓе на крај. Многу ми е жал за човекот, свака му час што издржа последен. Херој вистински издржа, веруваше во Господ, Господ го спаси. Свака му части на него, на екипите и на дечкото во плава што се фрли по него. Да, вистински херојски чин, затоа што студот, студената вода, цела таа возбуда го прави сето тоа, некогаш и силата да ве издаде сите вас, иако сте млади и полни со верба. Се верува дека оној што ќе го фати крстот, ќе има особено убава, берикетна, плодна година во која што секогаш ќе го следи Божиот благослов. Што за тебе значи ова што успеа да го фатиш крстот и да ти се оствари таа твоја голема желба и сон? Вака, јас го фаќам крстот, дека јас многу верувам во Господ. Мојата вера придонесла тоа јас да го фатам крстот. Вера во Бога и вера во себе. Значи, тие се некои битни работи во денешницава, кај што ете има нови вредности, луѓето си создаваат нови вредности да се ги припадат грешките кои ги прават. Нема други верности. Значи за мене најбитно е мир и вера. А до мир се стига само преку Бога. Само преку верата во Бога. Мислам дека така се стига до верата. Не мислам, туку сигурен сум. Овој крст сега останува кај тебе цела година? Да. Среќен сум и за тоа, многу сум среќен. Ете, сите околу мене, сите пријатели, фамилија, сите сме среќни, тоа чувство не се опишува, значи преубаво. Славиме веќе 3 дена, не можеме да се смириме, емоции излагаат од сите дена, значи преубаво чувство. Ја вака никогаш во животот се нема се дена. Преубаво, не се опишува со зборови. Дарко, каква порака би упатил до сите оние што во моментов не слушаат, не гледаат, до оние други млади луѓе што можеби посакуваат, а никогаш не се охрабрили, не дошле до тој момент да пробаат да влезат во студените води и да го фатат крстот за следната година, или можеби некоја друга општа порака? Вака, сакам да кажам, дечки, преку 300 пати според некои од откривања пишува во Светото писмо да не се плачете. Стравот не постои. Дечки, сакам наредна година во што поголем број да дојме сите да покажеме да храброст некоја наша. Не се плашете, верувајте во себе, верувајте во Бога и ќе дојде све. Тоа сакам да ви посакам на сите и да се видиме, да се дружиме наредна година сите. Во поголем број од оваа година.
Дарко, мислам дека ова прекрасна порака е сосема доволна за да го заокружиме разговорот. Мене ми беше задоволство што можевме да ја споделиме твојата приказност со нашите гледачи, а на тебе овој крст нека ти донесе многу среќа, здравје, берикет и да те гледаме и следните години како дел од сите тие млади луѓе кои ще продолжуваат ова убава вековна традиција на која што и се радуваме. Фала ви многу, се надам дека ќе се дружиме, да сме живи и здрави сите, амин. Амин.